Председател, колеги, членови на Комисијата за европски прашања, почитуван министер, излегувам од говорница да се гледаме, вие рековте да дебатираме цел ден. Ајде да дебатираме цел ден. Ова е предлог законот кој што вие го доставувате. Вие рековте дека не би го доставиле доколку не верувате во секој збор кој што е наведен. Уште во самиот почеток, еве оние кои што ќе земат да го прочитаат законот, вие во воведот на самиот закон сте напишале во последниот извештај на Европската комисија за 2021. Сега сме 2024. Во самиот вовед се повикувате на извештај на Европската комисија за 2021. Outdated се вика тоа. Outdated, застарен. Зошто? Може би затоа што не ви одговараат препораките од страна 25 од новиот извештај на Европската комисија, кој што вели дека ваквите закони не треба да се донесуваат во скратени постапки, туку треба да се донесуваат во редовни постапки. И сега контрадикторно е кога зборувате за дебата, кога зборувате за поддршка од универзитетски професори, а скокате една цела постапка и доаѓате овде со европско знаменце, во скратена постапка и сами знаете што значи тоа. Тоа значи скокање на еден дел кој што се нарекува општа расправа. Општата расправа е теоретска расправа во која што треба да разговараме за суштината на закон, па потоа да преминеме кон амандманска расправа. Не знам зошто и вие се согласувате на ова што ни се случува во комисијата. Агенција за администрација, ви се мола, па најактивни на ЕНР испаѓа дека биле Министерството за политички системи и односи помеѓу заедниците. Испаѓа дека тие биле најактивни. Зошто? Во Комисијата за административна селекција, член од Министерство за политички системи и односи помеѓу заедниците. Во Комисијата за интервју, повторно, еден од членовите од Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците. Комисијата за контрола, повторно член од Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците. А кој ни го предлага овој закон? Министерството за информатичко општество и администрација. Па и на било кој политички аналфабет ки му е јасна доминацијата на Артан Груби во секое законско решение. Внимавајте, Комисија за административна селекција, оние кои што треба да прават селекција помеѓу кандидатите, помеѓу потенцијалните административни службеници, за да го избереме најдобриот, треба да биде од Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците. Како во меѓувреме успеавме од ова министерство и од оваа комисија да направиме експерти за се и се што? Па вие не требало да дозволите таков предлог. И сами знаете на принципите. Ако еден учествува во селекцијата, друг треба да учествува во интервјуто, трет треба да учествува во контролата. Тоа се основни, базични принципи кои што важат во Европската унија. Ке ве подсетам дека администрацијата или овој сектор за кој што разговараме сега е дел од критериумите по кои што не оценуваат во европскиот извештај. А ако е дел од критериумите, тогаш треба да се водиме од правилата и принципите, а правилата и принципите налагаат соодветна и правична распределба помеѓу надлежностите. Никој не смее да има повеќе право од она што со закон му е дозволено право. Ајде, почитуван министер, да разговараме за Комисијата за контрола. Ајде да разговараме за членот 12 и жалбата. Комисијата за контрола во предлог кој што вие сте го доставиле. Вие при доставување на предлогот треба да водите сметка за правниот систем, за правните правила, принципи и за сите останати закони, за законот да биде во целосна правна согласно со сите останати правни акти. Зборувам Уставот, законите и останатите пониски правни акти. Контрола на постапката за вработување. Во контрола за постапка на вработување сте предвиделе дека е составена од 3 члена, а председател е од редот на Министерството за политички системи и односи помеѓу заедниците. Значи, од истото министерство ја прават селекцијата, од истото министерство го прават интервјуто и од истата комисија ја прават селекцијата, односно контролата. Оно што е спорно, како сте одредиле, според мене, несериозен предлог текст, сте одредиле дека комисијата само 2 пати годишно ќе ги ревидира постапките за вработување.
Како 2 пати годишно ќе ги ревидира постапките за вработување? И овде сте одредили, еве, погледнете го членот 86 ставот 6. Доколку во извештајот се утврдени незаконитости во постапката за вработување, Министерството за информатичко општество и администрација, Државниот управен инспекторат со решение го задолжува функционерот на институцијата да ги поништи одлуката избор или решението за вработување, да ги поништи. Па на кој начин се заштитени работничките права во Македонија? Се заштитени пред работодавецот, се заштитени пред судовите. Зарем не треба да имаме одредена правна сигурност во Македонија? Кога надвор од приговорот кон работодавецот, затоа што секој има право да поднесе приговор, надвор од работниот спор, а ќе ве потсетам дека за работен спор имате итно постапување, имате скратени рокови кога станува збор за односување, за одлучување во постапки по работен спор. Вие определувате една комисија која што ќе постапува само 2 пати годишно, а ќе има право да поништува одлуки за избор на решение на вработување. Дали знаете што значи тоа? Тоа значи дека од Министерството за политички систем председателот ќе може да го поништи, практично ќе треба оној кој што бил вработен да враќа и да исплаќа плати. Што правиме во меѓувреме со вашиот акт на поништување? Министер, ќе ве молам за мало внимание. Министер, неколку прашања имам за вас. Се извинувам. Еве, сме го примеле административниот службеник, само 2 пати постапува. Ако што се случува со неговите акти, управни акти, подписи кои што ги донел, ги ставил во текот на неговата работа, ако оваа комисија ги поништи? Како сте предвиделе тоа? Како сте го вметнале во правниот систем ова поништување? Тоа, ако сакате, можете со една реплика да ми објасните и да ми објасните зошто вработените во Министерството за политички системи и односи помеѓу заедниците имаат таква необјаснива врска со Министерството за информатичко општество и администрација, па во ваш предлог на закон, каде што треба да уредувате статусот на административни службеници, во Агенцијата за администрација, во сите овие 3 комисии упорно ви се наоѓаат од Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците. Дали имате некое објаснување за овој феномен или тоа можеме слободно да го препишеме на лобирањето на оној кој што е подпишан практично и на овој предлог закон, Артан Груби. Видовме дека од тоа министерство излегуваат стручњаци за игри на среќа, раководители, директори поврзани со игри на среќа. Сега гледаме дека ќе треба да имаме и луѓе кои што ќе бидат дел и од Комисијата за административна селекција, и од Комисијата за интервју, и од Комисијата за контрола. Тоа тројно појавување на Министерството, на вработени од Министерството за политички системи и односи помеѓу заедниците, исто така би сакал да најдете сходно време да ми го објасните и мене и на јавноста. Ви благодарам. Да.